Норвешката фудбалска звезда Ерлинг Халанд и Изабел Хауг Синг Јохансен се во врска од 2021 година. Парот не ја крие својата љубов која ја кронисаа со раѓањето на детето во 2024 година. Иако се сака, тие не се во брак и не сакаат да зборуваат многу на оваа тема, но нивната љубовна приказна е во центарот на вниманието на светската јавност, откако Ерлинг го испрли неколкократниот шампион Бразил од светското првенство и ја внесе Норвешка во следната фаза од надпреварувањето. Ерлинг и Изабел се родени и пораснале во Брине, градче на југозападот од Норвешка, кое има околу 12.000 жители, но е познато и по тоа што е место кое создава фудбалски таленти. Токму таму звездата на Манчестер Сити и неговата сакана почнаа да се гледаат. Двајцата биле членови на ФК Брине, па минатата година во едно интервју дадено за YouTube, парот призна дека имаат различни сеќавања од тие денови. Таа се сеќава дека ме видела многу пати кога бевме помлади, но јас не се сеќавам, признал Халанд. Изабел пак рекла дека верува дека нивната средба била судбина и дека пред средбата со Ерлинг неа и се допаѓал негов пријател. Го познавав само твојот најдобар пријател и ми се допаѓаше, но кога те видов се предомислив, рекла таа минатата година. Пред да стане позната како партнерка на Халанд, Изабел била позната во Норвешка како одлична фудбалерка. Својот исклучителен талент за овој спорт го покажала од рана возраст, но поради талентот своето деби за сениорски женски тим на Норвешка го имаше на само 13 години. Канадскиот пејач Џастин Бибер ќе изведе спектакуларно шоу на полувремето од финалето на светското првенство кое ќе се игра во Њу Џерси на 19 јули, објави Меѓународната фудбалска федерација. Покрај Бибер на финалето на светското првенство ќе настапат и звезди како Мадона, Шакира и јужнокорејскиот бенд BTS. На програмата ќе настапат и нигерискиот пејач Бурна Бој, венецуелскиот диригент Густаво Дудамел и хорот PS22, кои го сочинуваат ученици од основно училиште од Стейтен Айленд во Њујорк, а ќе им се придружи и групата Coldplay. 11-минутното шоу на полувремен, дизајнирано од Крис Мартин од Coldplay, е поддржано од фондот на FIFA и глобалното граѓанско образование, кое собира $100 милиони за да им овозможи на децата широм светот пристап до образование и фудбал. Светското првенство го обединува светот на начин на кој ниеден друг настан не може. Благодарен сум што сум дел од ова полувреме, а уште повеќе што знам дека тоа ќе им помогне на децата широм светот да имаат што е можно поголем пристап до образование, рече Бибер во соопштението. Приказната за Силијан, третиот документарец на Тамара Котевска, доби 2 номинации за американската ТВ награда Еми. Филмот доби номинација за исклучителни достигнувања во документарното филмско творештво и за извонредната камера за документарна програма за кинематограферот Жан Дакар. За првата номинација Силијан е во конкуренција со документарецот Библиотекарите на PBS, а за втората со Мајка ми Џејн, филм на Мариска Харгитеј, Океанот со Дейвид Атенборо, Тучи во Италија и убиствата во продавницата за јогурт. Американската серија Пит води со 25 номинации, меѓу кои и за најдобра драмска серија, а следи Трикови, кој постави нов рекорд за комедија со 24 номинации. 78-то доделување на наградите Еми ќе се одржи на 14 септември во Лос Анџелес. Најголемиот музички фестивал што ќе се одржи под отворено небо ова лето на 8 август на ракометното игралиште во Битола ќе биде SOS фестивал, замислен како музички настан со префинето селектирана концертна програма од врвни македонски музички артисти. Тој е и своевиден повик на музичка борба против увезениот турбофолк, шундот и кичот. Токму затоа учесниците на SOS фестивал се жанровски различни, но врвни македонски
македонски музички ѕвезди кои припаѓаат на самиот крем на домашната естрада. Така таа вечер на отворената сцена под ѕвездите ќе блескаат предводниците на новата урбана генерација 2 Bona, кои со години го држат врвот на македонската трап сцена. Покрај нив познатиот хип-хоп артист, рапер и продуцент Тони Зен, придружуван од својот бенд во живо, ќе ги изведе своите најголеми хитови од неговата стиховна агенда, која урбаниот скопски рапер ќе донесе во свој стил на сцената на ракометното во Битола.